Изградени 28 километри пат, потрошени 227 милиони евра, изигран еден чочек и залутано неодговорено прашање. Каде заврши отпадот, откако си честитавме за новиот автопат? Од своите говори на пуштањето во употреба на патот Демир Капија Смоквица, политичарите рекоа дека овој пат не поврзува со Европската унија. Но градејќи ја делницата пријателство, останавме ли пријатели со животната средина. Членови на спортскиот клуб Клисура се качуваат по демиркаписките карпи кај Челевичка река. Но нам имаат да ни покажат нешто што многу ги мачи. Отпад и шут во омиленото место. На прв поглед недопрена природа, но ако само малку подлабоко навлезете во убавата Клисура, ќе се запрепастите од човечката негрижа. Ова е сето останато од автопат, од изградба на автопатот, бетон, платна арматура, понатаму ќе видите и цевки има пластични големи. Ништо не е тргнато. Алекс е русин. Откако е видел прв пат демиркаписката Клисура, се влюбил во неа и одлучил со семејството да дојдат и да живеат овде. Страстниот влюбеник во македонските карпи сега е загрижен. Освен тоа што тоа е ѓубре и лоша личите, јас кажем за голема еколошка проблема што тоа создават. До тој тунел беше брана огромна со стотици тонни од камени. И после тоа малку изрушили и все тоа е отишло во река. И цела русла на реката, корита речно затрупана со тие камени. Тама појавил остров после на Вардар. И освен тоа, тука промего две брани беше езера огромна, 8 метров длбочина. Градежниот отпад се наоѓа во кањонот на Челевичка река, во должина од околу 400 метри по течението на потегот од стариот автопат до завршетокот на новите тунели. Отпадот предизвика намалување на рибниот фонд и загадување на реката. Ова е делот кај што е затрупан голем дел од отпадот од градежниот шут. Моментално кај што стојам, поминуваше реката пред да почне изградбата на автопатот. Останати се сите овие цевки со кои ја пренасочувале водата и може да видите од тука почнува и сушата на дрвјата. Ништо не е како порано. Насила е променет целиот облик на демиркаписката Клисура. За да ви биде појасно колкав шут е насобрано овдека, тука се наоѓа една од постарите насоки, култна насока, Мицкоска, една од поубавите насоки на овој сектор за качување. Според постарите качувачи, овие болтови, овие што се клинови овдека, кога пред да почне автопатот да се граде, биле на околу 4-5 метра од земја, а сега се на 2 метра. Значи надолу имаме уште 2 метра шут. Не знаеме ни што има унатре. По завршувањето на изградбата на автопатот, наместо да се расчисти, само поминале, го израмниле тој дел и си заминале. Исто така овој материјал што е горе представува опасност за качувачи, минувачи и алпинисти овдека што се. Значи во секој момент може да се сруши нешто да потрупа некој. На интернет страницата на Министерството за транспорт и врски се уште стои видео кое сведочи како се градел патот. На страната на Министерството за животна средина пак стои и студијата на проценка на влијанието на животната средина со изградбата на автопатот. Таму јасно е наведено дека еден од можните конфликти е уништување на заштитената област Челевичка река. Предвидено е дури и дека ќе се генерира и големо количество на отровен и опасен отпад. Предложени се мерки како на пример пошумување, чистење на местото за време на и по изградбата, но се чини на овој предел не е направено. Она што им останува на овие ентузијасти и влюбеници на природата е да ги потсета властите со петиција и собирање потписи дека една држава гради институции и моќ врз територија на природата. Затоа мора да се грижи за неа и да ја чува. Од локалната власт чекаат избори. По нив, новиот совет ќе го разгледа проблемот на демиркаписката Клисура.